Нина Ангеловска за нов чувар на државната каса. Владеачката партија ја промовираше директорката на Групер како непартиски кадар и дел од успешните предприемачи кои без проблем може да раководат со јавните финансии. Предлогот на премиерот за нов министер за финансии најде на бурни реакции во јавноста. Некои критикуваа дека се изричито против кадри без никакво искуство во администрацијата да се поставуваат на високи функции во власта. Други пак не го спорат нејзиниот успех во бизнисот, но изразија сомнеш дека таа ќе успее успешно да менаџира со народните пари. Поранешниот министер за финансии, универзитетскиот професор Трајко Славески го квалификува овој избор како катастрофален. Тој смета дека е грешка личност без доволно искуство да врши толку одговорна функција. Според него, Нина Ангеловска немала соодветно образование од областа на макроекономските политики. Господината Нина Ангеловска не е избрала или немала предмети од она што е сега предмет на работа или преокупација во Министерството за финансии, например макроекономија, јавни финансии, монетарна економија и така натаму. Таа е тука табула раса. Не е ова функција за која што некому треба да му се даде шанса. Премногу е сериозна работата и од причина што, како што јавноста веројатно знае, светот стравува од нова рецесија, која што може да се случи релативно скоро и ќе погоди меѓу другото и Република Македонија. Затоа треба она што се нарекува сигурни раце. Поранешниот министер за финансии Драган Тевдовски остана без коментар, а Ангеловска на Фейсбук напише дека ќе вложи максимум во напредување на фискалната транспарентност и домакинско раководење со парите на граѓаните. 31 годишната Нина Ангеловска дипломирала како најдобар студент на генерацијата на економскиот факултет во Скопје со просек 9,94. Магистрирала во областа на електронскиот бизнис менеджмент, а подосна станува доктор на науки по организација и управување. Таа е еден од основачите на Групер МК, првиот македонски онлайн сервис за шопинг преку групни попусти. Добила пари за старт на бизнисот откако во 2011 година победила на државниот надпревар за иновации. Ангеловска доаѓа на местото министер за финансии откако Драган Тевдовски беше сменет од функцијата, пошто премиерот го презеде управувањето со ресорот. Неопходен беше нов избор, бидејќи антикорупцијската комисија одлучи дека премиерот не може истовремено да раководи со владата и да биде министер за финансии.